Денеска продолжуваме со прес за електронски услуги, го закружуваме процесот. Почитувани, денеска ќе презентираме електронските барања за специјализирана медицинска рехабилитација за рефундација на патни трошоци, како и рефундација на ортопедски помагала. Фондот за здравствено осигурување на Македонија продолжува да промовира нови електронски услуги во рамките на месецот февруари, кој што го прогласивме за месец на електронски услуги на Фондот за здравствено осигурување. Денес Фондот за здравство ќе презентира на својот портал и ќе промовира 3 нови електронски услуги, тоа за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација, барање за рефундација на патни трошоци и рефундација на ортопедски помагала. Овие права се гарантирани врз основа на закон и од сега нашите осигуреници ќе имаат можност да ги добијат поедноставно, побрзо и поефикасно и по електронски пат. Денес ги промовираме следните 3 нови електронски услуги. Електронско барање за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација, електронско барање за рефундација на патни трошоци, електронско барање за рефундација на ортопедски помагала. Првата електронска услуга е поднесување на барање по електронски пат за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација или продолжено болничко лекување во бања, со кое овозможуваме секој осигуреник да може да поднесе барање за остварување на право за рехабилитација по донесено мислење од лекарска комисија. Досега осигурениците по добиеното отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење од соодветна клиника ги носеа медицинските наоди во лекарската комисија на фондот заедно со барање за да добијат мислење за остварување на право на ваков тип на специјализирана медицинска рехабилитација. По добивање на позитивното мислење од лекарската комисија, осигурениците требаше да ги достават документите и барањата во подрачната служба на фондот, за да потоа врз основа на тоа добијат решение врз кое ќе може да го остварат ова право на специјализирана медицинска рехабилитација. Со тоа решение осигурениците сами бира во која здравствена установа сакаат да ги добијат овие здравствени услуги. Со ова нова услуга осигуреникот ќе може да го поднесе барањето по електронски пат, каде што сите документи кои што претходно мораше лично да ги донесе, сега ќе може да се прикачат по електронски пат скенирани на порталот и на поднесеното барање, и тоа отпуснато писмо за завршеното болничко лекување, специјалистичкиот извештај, конзилијарното мислење и наод, оценка и мислење на лекарската комисија, со едноставно прикачување на веб порталот на Фондот за здравство преку личниот профил на осигуреникот. Со оваа нова електронска услуга ќе го скратиме времето на осигурениците кои што досега го губеа да доаѓаат по шалтерите на Фондот за здравство и нема потреба да доаѓаат лично во подрачните служби за да ги поднесат документите, а исто така по изготвувањето на решението истото ќе им биде доставено на домашна адреса. Статусот на поднесеното барање ќе може да го следат во секое време, затоа што порталот ја дава таа можност. Самото решение за специјализирана медицинска рехабилитација ќе го добиваат, како што кажав, по пошта. Од оваа услуга бенефит ќе имаат околу 4500 осигуреници кои во 2015 година оствариле право на медицинска рехабилитација на товар на Фондот за здравствено осигурување, со што значително сметаме дека ќе се олесни нивниот начин на функционирање и добивање на услугите кои што по основа на закон ги дава Фондот за здравствено осигурување. Втората електронска услуга е поднесување на барање по електронски пат за повраток на средства за патни трошоци за дијализа и за вежби за видот, за слухот и за говорот. Сите осигуреници кои одат на дијализа и патуваат, доколку тоа не е обезбедено од концесионерот кој што ја врши дијализата или јавната здравствена установа, и имаат патни трошоци, од сега ќе може барањето за рефундирање на средствата за транспорт да го доставуваат по електронски пат на веб порталот на фондот. Пропратните документи како потврда за број на извршени здравствени услуги во претходниот период од оваа соодветна здравствена установа која има случајно договор со фондот, потврда од здравствена установа каде е извршена хемодиализата, дека нема организиран превоз, може да ја прикаже електронски на порталот на фондот, пошто фондот ќе донесе решение и ќе ги рефундира средствата кои што осигуреникот ги потрошил за оваа намена. Од новата електронска услуга ќе имаат бенефит 228 осигуреници кои во минатата година, 2015 година, имале потреба за рефундација на патни трошоци и околу 925 осигуреници кои што
добиле решенија за рефундација на средства за патни трошоци по основ на рехабилитација за слух и говор. Третата електронска услуга е поднесување на електронско барање за рефундација на ортопедски помагала. Осигуреникот може да направи рефундација за следните случаи: ортопедски и други помагала за кои фондот нема склучено договор за испорака со правен субјект, а истите се на списокот на ортопедски и други помагала, и ортопедски и други помагала за кои фондот има склучено договор само со еден правен субјект, но од објективни причини правниот субјект не е во можност да изврши испорака за што е доставено известување до фондот. Рефундацијата на ортопедските помагала ќе може да се изврши само доколку претходно извршена заверка на ортопедското помагало. Се мисли на тоа дека доколку е извршена заверка на ортопедско помагало, осигураникот го купи, Фондот за здравствено осигурување ќе ги рефундира финансиските средства кои што осигураникот ги потрошил по основ на купување на тоа ортопедско помагало по референтна цена која што ја одредува Фондот за здравствено осигурување за тоа помагало и за сите останати помагала кои што се усвоени од Фондот за здравство, која што референтна цена е утврдена со списокот за ортопедски и други помагала кој е составен дел на правилникот за индикации за остварување на права на ортопедски помагала и други помагала кои се достапни на нашата веб страница. Бенефит од оваа услуга ќе имат оние луѓе кои што на некој начин нема да им биде овозможено на поинаков начин да го добијат ортопедското помагало кое што е на листата на ортопедски помагала. Во 2015 година околу 200 осигуреници го оствариле ова право и за оваа година веќе ќе може и по електронски пат да остварат истата услуга доколку имаат потреба. Со новите електронски услуги за барање за рефундација, осигурениците ќе може самостојно да поднесат електронско барање, како и да ги прикачат сите потребни документи скенирани преку својот профил на порталот на фондот. Подпишувањето ќе биде преку електронската здравствена картичка и осигурениците ќе може да следат статусите на поднесените барања за овие електронски барања, како и за сите останати преку профилот на кој што тие го имаат креирано на порталот на Фондот за здравствено осигурување. Благодарам, ќе продолжи директорот. Благодарам. Може? До сега барањата за остварување на права на рефундација по овие основи се доставуваа на шалтер на подрачната служба од страна на осигурениците. Со новите електронски услуги ги постигнуваме следните цели: поедноставување на постапката за поднесување барање за рефундација на ортопедско помагало и патни трошоци, поедноставување на постапката за поднесување барање за остварување на права на медицинска рехабилитација, информација за статусот на барањето и рефундација во било кое време, информација за рефундација на средства. Со денешниот прес продолжуваме да работиме на остварување на целта на Е-фонд со цел осигурениците и овластените лица од компаниите, здравствените работници да добиваат ефикасна, навремена и професионална услуга, кога истата им е потребна, за поедноставно и точно информирани кои се потребни чекори и како да се користат електронските услуги. Фондот изготви видео туторијали кои со краток и едноставен водич, како чекор по чекор, за начинот како да се користат електронските услуги на фондот. Првите готови видео туторијали за услугите за кои очекуваме да има најголем интерес е најголем број на достави, тоа се следниве: барање од осигураниците, овластени лица за надомест по основ на боледување за осигураниците ИСР, електронско барање за надомест по основ на боледување без електронски ИСР, барање од матичен лекар, специјалист од соодветен специјалист за заверка на ортопедско помагало, барање од матичен лекар за издавање на извештај за привремена спреченост од работа. За неколку дена на веб страницата на фондот ќе биде објавен и видео туторијали од следниве електронски услуги: барање на осигуреник за рефундација на болничко лекување, барање од осигуреник за рефундација на лекови на рецепт, барање од осигуреник за рефундација на вграден потрошен материјал,
е барање од осигуреник за повеќе наплатена партиципација, е барање од осигуреник за ослободување од партиципација, е барање од осигуреник за рефундација на патни трошоци, е барање од осигуреник за рефундација на ортопедски помагала, како и е барање од осигуреник за остварување на право на специјализирана медицинска реабилитација.